казината во Кан, марините на Медитеранот, бутиците во Париз и во Милано. Тоа се омилени дестинации на супер богатите каде што ги трошат парите или инвестираат. Но наскоро тоа ќе биде невозможно за корумпираните и олигарсите обвинети за кршење на човековите права. Европската Унија го донесе така наречениот Магнитски закон, со кој земјите на Унијата можат да воведат забрана за патување и замрзнување на сметките на таквите личности. Бил Броудер, активист за човекови права и поборник на ваква легислатива во државите во светот, смета дека ваквиот чекор на Европската Унија е пресвртница. Countries that dictators and kleptocrats like to visit, like they go to the south of France, they go to Sardinia, they go to Spain. So there's something there that they really covet. And so if these laws, if the EU Magnitsky Act actually is implemented and implemented widely, I think it could have a dramatic impact on the behavior of human rights violators around the world. Соединетите Американски држави, Велика Британија и Канада веќе имаат Магнитски закони. Наречени се според Сергеј Магнитски, кој почина во руски затвор во 2009 откако откри проневера на 230 милиони долари од страна на државни представници. Сепак европската регулатива нема да го носи неговото име, бидејќи холандската влада имаше забелешка оти не треба да се добие впечаток дека е насочена кон една земја. До европските законодавци преку видеолинк се обрати и рускиот опозиционер Алексеј Навални. The main question we should ask ourselves, why these people poisoning, killing and fabricating election? And the answer is very, very simple: money. So European Union should target the money, and Russian oligarchs, not just old oligarchs, but also new ones like this circle of Mr. Putin. They must be real targets of sanction. Броудер додава дека на списокот на санкции треба да бидат и многумина други. The killers of Jamal Khashoggi, the 19 Saudis plus Mohammed bin Salman should be added to this list. The Chinese officials involved in the Uyghur genocide, the Chinese officials involved in the Hong Kong repression, the Lukashenko regime, the Burmese officials involved in the Rohingya genocide, just to name a few. Сепак, критичарите велат дека е можно одредени земји членки на Европската Унија да стават вето за некои мерки, а земји со блиски односи со Русија, како Унгарија или Кипар, би можеле да ги блокираат евентуалните санкции.